Локалните избори во Албанија, бойкотирани од опозицијските партии, минаа мирно и со слаб одзив на гласачите. Европската унија и Соединетите држави ги повикаа албанските партии да избегнуваат насилство за време на локалните избори во 60 на општини. Претходно председателот Илир Мета се обида да ги запре изборите, бидејќи кандидатите од владеачката социјалистичка партија немаа против кандидати во половината од општините. Премиерот Еди Рама оцени дека станува збор за победа за европска Албанија. Според него изборите ја истераа заканувачката сенка на национална анксиозност, човечка несигурност, социјални превирања и институционален хаос. Shqipëria dhe mësimi historik që kjo ditë do t'i jap të gjithëve, se sa vota për njërin apo për tjetrin që është e fshehtë. Unë besoj se kjo ditë konfirmon një herë për gjithmonë se me popullin nuk luhet, se sovraniteti i popullit nuk është një fjalë boshe. Љулјзим Баша рече дека многу малиот одзив значиот и фарсата е отфрлена со епски подсмев и најави наскоро промени во земјата. Според Централната изборна комисија, на гласањето излегува околу 21,6% од граѓаните со право на глас. Имајќи ги предвид предупредувањата од Запад, Баша ги повика своите поддржувачи да не станат жртви на насилство. Наместо тоа, тие ги попречуваа изборите со свирење музика по улиците и во гласачките центри, па дури иронично извикувајќи го името на починатиот диктатор Енвер Хоџа. Социјалистите немаа кандидати во 31 општина. Во 24 други тие се соочија со кандидати на новоформираната група од Демократската партија. Главните опозицијски партии го бойкотираат парламентот од средината на февруари, обвинувајќи владата на Рама за корупција и поврзано со организираниот криминал, како и за купување гласови. Затоа опозицијата бара оставка на Рама и предвремени парламентарни избори. Но тој одбива да го стори тоа. Европската унија, која наесен треба да реши дали да започне разговори за пристап, ги предупреди политичарите во земјата дека нивните расправи би можеле да го запрат патот на членството на Албанија во Европската унија.